Во организација на Центарот за правни и политички истражувања на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев започна третата меѓународна научна конференција, овој пат на тема Обштествените промени во глобалниот свет. На конференцијата учествуваат учесници од повеќе држави, а според деканот на Правниот факултет, професор доктор Јован Ананиев, ќе опфаќа неколку секции. Самата конференција опфаќа во себе неколку секции. Тоа се секциите право, политика, општество и комуникација, и темата која што вие спомнавте е интердисциплинарна и нормално мигрантската криза создаде некакви промени кои што промени повлекоа и промени во меѓународното право. Она што е безбедносен предизвик, гледаме дека го има во неколку региони, вклучувајќи го и нашиот. Повторно се разгледува интердисциплинарно. Не можам да кажам дека ние сме оние кои што ќе предвидуваат одредени ситуации, но можам да кажам дека на основ на она што досега се случувало и она што е актуелно, обштествените науки се обидуваат да направат некакви прогнози за збиднувањата и секако да дадат препораки до креаторите на политиките. Значи, тоа е користа од обштествените науки. Овде се собираат професори, млади истражувачи, постари истражувачи од многу земји, разработуваат не само темата која што е напоменавте, разработуваат теми и од човековите права, разработуваат теми и од она што значи владење на право, демократија, така што на многу непристрасен начин со научна методологија сакаме да придонесеме кон креаторите на политиките во одделни земји и исто така за подобрување на правосудните системи не само во Македонија. Значи зборуваме на еден регионален план. Според ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, организирањето на вакви конференции е од извонредно значење за формирањето на граѓанското општество заснувано на правото. Традиционална конференција на Правниот факултет во Штип и не само на правниот и на другите факултети кои се членки на УГД, меѓутоа Правниот факултет секоја година го организира ваквата меѓународна конференција во делот на тоа што се случува во глобалниот свет и општествените промени во него. И мислам дека прави значајен придонес во развојот на општествената мисла во државата, на правната мисла во државата и во секој случај многу придонесува во поглед на она што значи правна регулатива и формирање на граѓанско општество на основа на правото. Да, има и други конференции кои се организираат во рамките на универзитет на другите единици. Тоа се скоро сите единици организираат овакви следби научни. Тоа е една од активностите кои факултетите треба да ја прават и тие во редовна постапка ја прават, бидејќи имаме постановено зборници на трудови на сите факултети, тие треба да објавуваат, треба да се публицираат, треба да работат по научни истражувања. Значи не е единствено само наставата, мора да има и други активности кои се состојани дел на универзитетот, како што е истражувањата, меѓународната соработка во секој случај и придонесува во општествената заедница. Во рамките на конференцијата ќе бидат презентирани 70 трудови од автори од универзитети од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Бугарија, Белгија и Русија. За својот труд говори и Анастасија Петухова од Правниот факултет од Нижни Новгород, Русија. В рамках конференции будет представлено исследование, Во рамките на незината презентација ќе биде презентирано истражување за информатичкото општество и медиите во Русија. Постојат голем број на социјално-економски истражувања на оваа дадена проблематика. Но отсуствуваат истражувања кои што се однесуваат на влијанието на оваа област на информатичкото општество врз правото и обратно, што е фокусот и на незината презентација. Значи има неколку етапи кои што се однесуваат на 70-тите, 90-тите и на новиот период.